Добар ден и добродојавте во уште едно издание на Формула 1 на македонски. Можам да кажам дека сум пријатно изненаден од Астон Мартин. Конечно денеска го гледаме првиот реален приказ на реален болид представен под кодното име AMR 22. Браво Астон Мартин, браво што ни го прикажавте вашиот болид, иако верувам дека и на овој болид ќе има многу промени понатаму при самиот развој на болидот, како што најавија и самите челници на тимовите дека гледаат рапиден раст во перформансите дури за 50%, но ајде да почнеме од основите. Најпрво одлична шема на бои, традиционални зелени, светло-зелени бои на Астон Мартин Рейсинг, добро вкомпонирани спонзори на болидот, така да се на се еден болид кој изгледа одлично, кој е мил на око и искрено ми ја оправдува она желба дека болидите оваа година ќе изгледат навистина интересно. Бев малку разочаран од болидот на Хаас, меѓутоа ова е веќе сосема нешто поинаку, малку во понапредна верзија би рекол болид. Еве на оваа фотографија веќе што може да видиме, гледаме дека тимовите се уште се обидуваат да преку предното крило да го направат тој така наречен outwash, односно дел од воздушниот тек да го настројат надвор кон плевматиците и тој потоа да се приклучи кон подот и кон дифузерот. Гледаме дека тимовите традиционално се уште средниот дел од предното крило го користат за создавање на потисна сила, додека останатите рабови го насочуваат воздушниот тек кон подот и кон страничните крила. Интересни се отворите за ладење на овој болид на Астон Мартин во коцкаст би рекол облик, меѓутоа останатиот дел гледате од оној болид кој го гледавме постојано представен од Формула 1 менеджментот. Гледавме тој имаше многу поразличени отвори за ладење, овој отвор за ладење е многу помал, а остатокот е само заштитен. Тој дел ќе видиме дали тука станува збор за интерпретација на техничките правила, каде што мора да се исполнат некои должини, некои точки според правилникот во однос на големината на шасијата и на тие структурни задолжени конфигурации, или пак останува да видиме дали Астон Мартин ќе тестира некои различни солуции. Исто така многу интересен е и овој дел околу задното крило. Ќе видиме DRS каков ефект ќе има со овие нови задни крила и не можам да се сетам кога последен пат сум видел волку отвори за ладење на капакот на моторот еден болид. Дали е само ова една конфигурација која ќе биде користена на пожешките патеки, дали е ова резултат на намалените отвори за ладење однапред, како би се добила некоја аеродинамичка ефикасност на сметка на термичката ефикасност, односно на можноста на ладење на моторот. Останува да видиме конечно еден интересен концепт, еден интересен целосен болид представен во новата ера на Формула 1, дифузерот скриен во темница, во црнина, да не можеме ништо буквално да видиме. Допрва ќе се обидуваат некои наши пријатели на интернет да ја осветлуваат фотографијата и да најдат некои интересни скриени детали. Како што напомена од Астон Мартин, ова е рана верзија на нивниот болид. Гледаат голем рапид, голема начин на развој, така да очекувам многу поинтересни решенија. Секако првите впечатоци се многу позитивни од шемата на бои до генералниот изглед на болидот. Секако и овие новите 18-инчни бандажи или фелни одговараат исто така одлично на новите болиди, така да се на се еден позитивен впечаток од оваа првична презентација на новиот болид на Астон Мартин Рейсинг. Како и секогаш би сакал да ги слушнам вашите размислувања, ви се допаѓа ли овој болид, ви се допаѓа ли аеродинамичката форма, дали ви се допаѓа шемата на бој, какви се вашите очекувања за Астон Мартин Рейсинг во оваа нова сезона, во новата ера на Формула 1, и се гледаме утре повторно со презентацијата на болидот на Мекларен. Како и секогаш ви благодарам што го следите каналот Формула 1 на македонски. Лайк, шер и субскрайб и се гледаме во некоја следна прилика. Поздрав!